Валандово, 2010 година, е снимен Зоран Заев, ке јадеме живи деца. Да. Валандово било секојаш бастион на Бранко Цренковски, Нигор Ивановски шема. Да. Конгресот на Мицкоски се прави во За Валандово. мене е многу индикативно. Никош не бил, добро бил Ѓорги Иванов, но никош бил на наоружен и така натаму така. Но никош Валандово не важел за бастион на ВМРО ДПМН. Не. Тамо нема ни некоја сала која. Тамо е снимен Зоран Заев. И тој е снимен од луѓе на Бранко Цренковски. Да. Кога гледате тоа ќе се јадат живи деца, се гледа како е снимено не од мобилен телефон кој се треси, тука е снимено централно, се гледа дека е снимено со камера, со око професионалец го кажувам, кај што Зоран Заев е директно. Убаво се слуша и се гледа. Да. И Конгресот на Мицкоски е во Валандово. Да. Лјупчо Палевски, Палчо, вели дека Бранко Цренковски учествува во изборот на Кристијан. Не се согласувам дека Кристијан Мицкоски е изграден кадар. Не јас. Не се, бидејќи не сметам дека е изграден кадар. Не јас. Значи, но мислам дека Бранко Цренковски учествува во изборот на Кристијан Мицкоски. Значи, он е политички дунстер, извини што вака ќе употребам потежок термин. Човекот пред да биде поставен по налог на неговото височество Груевски за генерален секретар на партијата е непознат за членовите на партијата. Тоа што се гради сега од него мит, што он таму со змејко става плочи, тоа е све летечкиот циркус на Монти Пајтон. И целава работа дека он бил препознатлив, ја не можам да ја втемелам во ниеден документ Јас прв пат, или ниеден извештај од медиуми. Јас прв пат разбирам за Кристијан Мицкоски од Живко Мукетов и од Никола Колевски Колјо, кој е директор на правниот сектор во Алкалуит. Прв пат разбирам дека има некој советник за енергетика на Никола Груевски, Да. кој може да биде иден лидер на ВМРО ДПМН. Сега ние релациите на Живко Мукетов ги знаеме со Филип Рикер, ја знаеме таа линија на Тошо Шкартов и така натаму и така натаму. Прв пат значи таа структура јас разбирам за Кристијан Мицкоски, до тогаш не знаев. Кога читаме биографијата на Кристијан Мицкоски, таму има еден дел дека тој не е избран на конкурсот кој Никола Груевски го распиша. Не. Да биде Не е на прво место. Не е на прво. Односно се откажува бидејќи имало судир на интереси. И никош не е објаснато каков судир на интереси имал во тој момент Кристијан Мицкоски да не биде избран за советник за енергетика. Дури од кој починува, дали од срцев удар, првиот човек. Е тогаш Мартин му вика на Груевски, едно наше дете, дај да го ставим. И го стават наше. Тоа е најсимплифицирано. Да. Како он влегува на задња врата. Што работел Кристијан Мицкоски да има судир на интереси да не може да биде советник за енергетика? Што работел у Белград? Тие 3 години или 2 години ние не ги знаеме едно. Он пише дека работел у Фонко, правел у Фонко, чистел. А зашто не истражувате? Зашто не објасните, не објавите на јавноста што е правено у Белград? На кои фирми бил директор и колку пари се продени низ тие фирми? Јас знам. И знам кој бил книговодител. Знам и јас. И знам кој бил книговодител. Знам и јас. Книговодителка. Знам и јас, заменичката министерка за финансии. Значи, мене ми се јасни работиве. Нашо дете. Нашо дете. Нашо дете е, за жал, многу лоша етикета за него. Таа асоцира токму на она што го зборуваме за Груевски. Не во смисол дека е лошо ти да си нечиво дете и некој да сака да те поддржува. Многу се лоши силите зад параванот, кои што тебе те гураат во таа политичка орбита, ти ја даваат силата да го земеш раководното место во така значајна партија која што претендира утре да биде алфа и омега во државата, но ти се задужуваш и станува збор за проект. Тврдам дека долгогодишен проект е пред 2003 Груевски. Не случајни се и пица буџетот, и 24 часа дека работи, упалените светла во министерството, еден технократ и така натаму. Преписките во дневник со Сем Вакнин, значи формирањето на една аура која што по истиот терк и истиот модел се пресликува и кај неговиот наследник. Панде Колемишевски инсистираше во Пулс да ги објавиме преписките на Груевски со Сем Вакнин. Тоа е 97-98 година. Тоа е подготовката негова за влегување во политика. Ние одбиваме и ги објавува во Време и пари. Тој е додаток на НИП Нова Македонија и Ерол Ризалов, 97-98 година. Тамо Груевски почнува да ја прави својата политичка кариера. Подосна ги објави во книга. Подосна ги објави во книга. Значи ние во Пулс го одбиваме, покојни Васко Мицкоски, Мирка Велиновска, јас сме таму и така натаму. Вашиот наследник на функцијата директор во Државниот архив
Емил Крстевски, кој подосна влегува, станал советник нешто во собрание, но ги објавува Ерол Ризал. Така почна да се гради митот за Никола Груевски. Да. Подосна све технологија и техника. Да, точно. И таа технологија на градење на мит без реални основи е примената исто и на Мицковски.